Благодарам, колега Мисовски. Почитувам колега Далибор, денови ги слушам вашите говори на сите и се повеќе ми се потврдува мојот впечаток дека овој буџет наликува на поезија. Вашите говори се поетски и може слободно да прогласиме дека овие 5 дена имаме собраниски вечери на поезијата, насловени на тема Ке буџет. Оваа сала памети многу состави собраниски, особено кога се носеле буџетите на државата, па памети метли, па памети ваши ветувања, па памети многу работи. Оваа сала има најголема институционална меморија. Но вакви говори, вакви поезии, кои што немаат никаква врска со реалноста, на ова ке влада, не паметам, барем јас не паметам. Од се она што кажавте, почитуван колега, нема ништо. Ама апсолутно ништо. Ниту во здравството, ниту во образованието, ниту во животната средина. Замислете, денеска ваши партиски раководни лица им забрануваат на младите средношколци да протестираат. И то се случува само неколку години од како ова парламентарно мнозинство и оваа ке влада врз основа на таквите студентски пленуми, средношколски пленуми, шарени револуции, уште какви ли ти не протести, велеа дека тогашниот режим ги спречувал протестите, а сите знаеме дека протестите си течаа најнормално, а вие денеска не можевте еден ден да ги издржите младите средношколци да протестираат против вашите ветувања. Впрочем, вие ветувавте. Никој не ве тераше, кога бевте во опозиција, да правите сценографии, меѓу кои на таа фотографија колегата Стефан Анџиев што ја покажа е министерката Радмила Шекеринска со маски, со така натаму, со цела сценографија. Кој ве тераше тоа да го ветувате? Кој ви викаше да им велете на граѓаните дека само ВМРО ДПМН да се тргне од власт, воздухот ќе биде чист. И сега воздухот е, ние сме први во светот по загадување. Што значи тоа политички, ако го поврзуваме како вие што го поврзувате? Што значи тоа? Значи се што кажавте, не само вие, на вам ви реплицирам, сите имавте поетски вечери, слободно можеме да кажеме дека оваа дискусија по однос на буџетот се собраниски поетски вечери насловени како Ке буџет. Ништо повеќе. Ниту нешто реализирате, ниту клинички центар реализирате, ниту училишта направите. Само едно училиште направивте. Едно, за овие 3,5 години. Каде се спортските сали? Каде е клиничкиот центар? Благодарам. Значи, сите ваши ветувања паѓаат во вода, колега Далибор. Мислам, за тоа барем треба да бидете свесни. Контрреплика пратеник од Богдановски Далибор.